46 милиони евра брзи кредити се поделени во првите 3 месеци од годинава, што е за 58% повеќе од лани и 170 за 2 години, анализира специализираниот портал Индекс 7. Во денари за последните 3 години пласманот на овие кредити бил следниот: 2017 1,3, 2018 2,4 и 2019 3,2 милиарди денари или околу 53 милиони евра. Популарноста на брзите кредити ја потврдува и анонимен вработен во едно од финансиските куќи кои се занимаваат со овој бизнис. Побарувачката е во нагорна линија речиси секојдневно. Брзи пари бараат и вработени и невработени, но просто е неверојатно со колкава леснотија луѓето се одлучуваат за овие кредити од една и за колкава мала сума од друга страна. Например, се бараат кредити од 2 или 3.000 денари. Интересно е и тоа што наши чести муштерии се и граѓани со стабилни и релативно високи плати. Дека бизнисот со брзите кредити е во фаза на цветање потврдува и фактот што од само 3 на почетокот, сега во овој бизнис има дури 24 вакви друштва. Најголемата сума на пари пуштени во оптек од едно друштво се 4,3, а најмалиот 100.000 евра. Колку е паметно или колку човек ќе треба да е во неволја за да бара суми со 18% месечна камата, па макар тоа да биле и помали суми. Совет број 1. Никако земање на брзи кредити. Се што е брзо е лошо, бидејќи тоа значи луѓето ги доведуваат во ситуација да не знаат под кои услови земаат кредити. Вие кажавте која е стапката, меѓутоа можеби во таа пресметка се доаѓа до повисоки стапки, можеби има и некој друг вид на обезбедување или некои трошоци зависни и така натака. Народната банка на Македонија или владата треба да најде начин да ги забрани. Овие се институции, финански институции. За кредити постојат банки, деловни, со долгогодишна традиција, со усталена практика, со инфраструктура и сепак се под ингеренциите на Народна банка. Меѓутоа, овие кредити брзи, така наречени, јас ги поистоветувам со живиот песок. Колку повеќе земаш, повеќе заглавуваш, односно колку повеќе мрдаш во живиот песок, повеќе побрзо потонуваш. Но клучното прашање е дали државата вистински сака да ги заштити граѓаните од лихварите кои на нивните маси секојдневно раснуваат по некоја човечка кожа. Одговорот е јасен и потврден, зашто со само еден поглед во Централниот регистер ќе се види кој ги управува овие друштва, од бивши и сегашни политичари, па се до луѓе влијателни во високата политика.